Секогаш, кога имам вакви настави, во себе си мислам нешто кое што сега ќе го кажам гласно. Стојане бе, што ти треба ова? Не си ти за ваква работа. Дајте ми пушка берданка и остра сабија дамасклија и кажете кој треба да се среди. Но откако ќе почнам да зборувам, откако ќе ја почувствувам енергијата која што излегува од сите вас, собирам сила и сваќам дека имам должност, дека морам да се борам. Ако во 2001 година со оружје се борев за мојата татковина, денес со политика морам да ја довршам мојата борба. Добро вечер, Македонио! Добро вечер, браќа и сестри македонци! Добро вечер до сите вас, добри и убави луѓе кои вечерва дојдовте во оваа претесна сала да дадете поддршка на ВМРО за Македонија и да слушнете што ќе ви кажеме ние, носителите на изборните листи на коалицијата ВМРО за Македонија. Пред да дојдам овде, поминав пред споменикот на бранителите. Положив букет свежо цвеќе, се прекрастив, молчев, ги читав имињата на моите колеги кои што загинаа брнејќи татковината. Ги гледав имињата на моите браќа кои што загинаа борејќи се за оваа татковина. Читајќи ги нивните имиња, тивко размислував. За каква Македонија се боревме ние, македонските бранители од 2001 година? За каква Македонија некои од нас беа ранети, некои тешко искасапени? За каква Македонија некои од нас загинаа и денес ги покрива црната земја? За ваква сигурно не. За Македонија, во која ордите на УЧК, против кои што се боревме во 2001 година, денес ќе бидат најверни сојузници на Никола Груевски и фамилијата. За ваква Македонија не се боревме. Не се боревме за Македонија во која Никола Груевски ќе ги амнестира злосторниците опфатени со хашките случаи, злосторници кои се изживуваа врз невино цивилно население, злосторници кои убија македонски татковци, браќа, синови и сестри, злосторници кои останаа неказнети затоа што Никола Груевски ги амнестираше спротивно на македонските закони и меѓународната практика. За каква Македонија се боревме ние бранителите во 2001 година? За Македонија во која командант на УЧК ќе стане министер за одбрана? Сигурно не. Никола Груевски го згази нашето достоинство, го згази достоинството на македонските бранители, не понижи до тој степен што дури командантот УЧК, кој што пукал по нас бранителите, кој што убивал македонски синови, го постави за министер на армијата, за министер на истата она армија, чии што војници ги убивал во 2001 година. Ние бранителите сигурно не се боревме за Македонија во која премиерот на државата и председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски ќе ги тужи војните инвалиди, ќе ги тужи инвалидите кои што го загубиле своето здравје бранејќи татковината, ќе ги тужи дури и татковците, мајките, сестрите, браќата, супругите и децата на луѓето кои што загинаа во Вејце, на нашите браќа кои што беа живи запалени и изгорија кај Вејце. Лажниот патриот Никола Груевски ги тужише и нивните семејства да ја вратат земената оштета и тоа со законска затезна камата. Иако родителите, мајките, супругите и децата зборуваа, нам не ни требаат пари, вратете ни ги синовите, вратете ни ги татковците, вратете ни ги сопрузите. Затоа
чувствувам должност, чувствувам обврска и покрај слабоста која чувствувам на секој ваков настап, да ја продолжам мојата борба, да ја продолжам борбата за Македонија. Овој концептот сум го напишал со ситни букви, ништо не гледам во него. Наредниот пат ќе морам со малку поголеми. Најстрашно од се, ако во Сердарот пискотници се слуша од Галичник до река, денес се слуша тивок плач и тивок лелек. Плач и лелек на мајките, плач и лелек на татковците, на браќата и сестрите, на децата. Овој плач сега не доаѓа од Галичник до река, туку доаѓа од Скопскиот аеродром, од аеродромот Александар Македонски. Многумина македонци, многумина македонски граѓани, барајќи подобар живот, бегајќи од мизеријата која што ни се случува последните 10 години, побегнаа во светот, се распрснаа на сите страни на светот, оставајќи понатаму да имаат комуникација со своите најблиски преку Skype, Viber или на друг начин. Еден од нив сум и јас. Принудил сум последните неколку години екзистенцијата за моето семејство да ја обезбедувам, штитејќи бродови во Индискиот океан, во Црвеното море и сега во Ирак. Или мојот колега Зоран, кој што не дозволи да му биде згазено борбеното достоинство, не дозволи да го понижат и да го симнат од хеликоптери со кои што патем испука и илјадници ракети врз позициите на УЧК во 2001 година, за денес и тој да ја вади лебот и екзистенцијата во Афганистан. Зарем тоа го заслуживме ние, македонските бранители од 2001 година? Заре заслуживме вакви травматизирани и тешко ранети да рмбаме и да се бориме по белосветските жаришта, таму каде што може да се загине, таму каде што може да не фатат живи, а потоа вака да мафтаме пред камера додека некој джелат ни ја сече нашата глава. И сето тоа благодарение на намерно погрешната надворешна политика на Никола Груевски, кој што намерно го скршна патот на Македонија, кој што го трасираше војводата Љупчо Ѓоргиевски. Ако уште во 2001 година Македонија го тргна патот кон Европската унија и кон НАТО, Никола Груевски, за да може непречено да плячкосува, ја тргна Македонија од патот кон Европската унија и од НАТО. Подпомогнав од неговиот српски шпион Латас, па и Анди Бајрам, и многу други смешни ликови, меѓу кои што еден Бранков, чие што презиме го заборавив, а кој што е директор на управата за борци и војни инвалиди. Подпомогнат од такви ситни души, тие ја водат Македонија во погрешен правец. Инаку, за ваша информација, во Македонија постои само една организација владина која што се грижи за правата на македонските бранители. Тоа е управата за борци и војни инвалиди. Директор на оваа управа е Бранко, мислам дека беше Јаневски. Овој човек преживува на македонската политичка сцена како дублер, ставајќи лажно, односно слично име со СДСМ. Неговата партија е СДПМ, за некои повозрастни гласачи или гласачи кои што не гледат добро да го заокружат него. Но цело е кога има се. Ако на претходните избори беа популарни Јани Макрис и Рада Шекерова како носители на листи, денес ние имаме носители на листи со идентични имиња како носителите на листи од СДСМ. Тоа е еден од начините на кој што ВМРО ДПМН победува. Тоа е еден од начините кој што му дава предност на Никола Груевски, додека лажно се повикува на македонскиот народ и македонските граѓани. Ние од достоинство сме горди затоа што сме дел од оваа голема коалиција, коалицијата ВМРО за Македонија. Меѓу повеќето работи кои што можам да ги ветам вечер во оваа говорница,
е грижата за македонските бранители. Доколку коалицијата ВМРО за Македонија освои 15 пратеници, колку што ние планираме, морам да признаам нескромно, но нека бидат и 5, нека бидат и 6, ќе го актуализираме законот за бранителите. Ние бранителите не бараме од нашата држава пари. Ние бранителите на прво место од нашата држава бараме еднообично благодарам. Благодарам за она што го направивме во 2001 година. Таа благодарност ја чувствуваме од вас, македонските граѓани, на секој чекор. Сите македонски граѓани, без разлика на верската, етничката или политичката припадност, го почитуват она што ние го направивме за нашата татковина во крвавата 2001 година. Ја почитуват нашата жртва. За жал, нашата држава, односно владата и собранието како репрезент на државата, комплетно го згазија достоинството на македонските бранители. Ние денес немаме ниту еден бранител кој што одликуван од страна на председателот, додека сите наши војници кои што имаа мисија во Ирак и Авганистан се вратија со еден куп одликувања. Како коалиција ВМРО за Македонија ќе посветиме внимание на армијата и на полицијата, но во некоја друга прилика ќе кажеме нешто повеќе за она што ние можеме да го понудиме. Во оваа прилика би сакал да кажам нешто друго кое што многумина од вас не го знаат. Во ноември 1991 година се зачлени во ВМРО ДПМН и ја започнав мојата борба за Македонија. Иако тогаш беше малку романтична, бидејќи планирав да учествувам на конгресот кој што ќе биде во Солун, но кој што не се оствари, но се уште е рано, можеме оваа година да изнајмеме таму еден хотел и да направиме конгрес. Иако млад, со едва и наполнети 18 години, начело со војводата Љупчо, се вклучи во борбата за независна Македонија. Мојот сон го видов во изјавите на војводата Љупчо, да имаме самостојна македонска држава, македонски монети, македонска фудбалска репрезентација, македонско собрание и сите оние атрибути кои што треба да ги има секоја независна држава. Тогаш, во 1991 година, додека одев на митинци и ракоплескав на Љупчо војводата, не ни сонував дека ќе дојде ден кога ќе стојам рамо до рамо со мојот војвода од 1991 година. Не ни сонував дека заедно со него ќе ја водам завршната битка за Македонија, битката за слободна, демократска и побогата Македонија. Како што кажав, во 2001 година водев една друга, малку поинаква, крвава битка, повторно битка за Македонија. Овој пат ја водев рамо до рамо со мојот министер, братот Љубе Бошковски. Другиот ВМРО-вски војвода дојден од Хрватска да се бори за Македонија во тој период. И тогаш, додека со братот Љубе Бошковски се движевме низ македонските воени жаришта, а и подоцна на многуте вежби, не ни сонував дека ќе дојде ред кога рамноправно, рамо до рамо, ќе стојам со мојот министер, со братот Љубе Бошковски. И дека заедно со него ќе ја водам завршната битка за Македонија, за слободна, демократска и побогата Македонија. Факт е дека ние последните 5-6 години направивме грешки, јас сум најмал и мојата грешка е најмала. Но време е да ја исправиме грешката. Овој пат ние доаѓаме заедно. Војводата, братот и генералот, заедно против лопатарот. Засилени со безброј честни и намачени македонски граѓани, меѓу кои што и вие, засилени со многу македонски бранители и со многу македонски платеници кои што се враќаат од кризните региони, каде што го вадат парчето леп, а кои што денови веќе стигнат во Македонија.
Ние доаѓаме за да ја вратиме Македонија на правиот пат. На патот кон кој што војводата Љупчо тргна уште во далечната 2001 година. На патот кон Европската Унија и НАТО. Војводата, братот и генералот заедно против лажниот патриот Никола Груевски. Да живее ВМРО, да живее Македонија, да живее ВМРО за Македонија!